Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добро. Минатата недела не се видовме, всушност одеше реприза на претходната епизода, затоа што колку и да сакав, токму сега, кога е клучен период пред избори да бидам со вас, морав да отсуствувам поради здравствен проблем. И сега не сум баш најдобар, но ова е последна епизода пред гласањето следната недела, така што не смеам да си дозволам да премолчам некои работи што се случуваат, а можат на некој начин да влијаат на иднината на нашата земја. Така што ќе стиснам заби и ќе истераме оваа епизода. Тука на почетокот прво, со еден ден за доцнување, сакам да ви го честитам големиот празник, денот на македонското востание 11 октомври. Може би единственото успешно востание во нашата историја, кое дефинитивно ги удри темелите на денешната модерна македонска држава. Значењето на овој празник е толку големо што слободно може да се изедначи со Илинден или со првото заседание на АСНУ. Зошто? Затоа што токму на тој ден, прво само 11 млади македонци, прилепчени, меѓу кои дедо Миколе, неколку часа потоа и група кумановци, земаа пушка во рака и ја поведоа цела македонска нација во борба. Не само против германско-бугарската фашистичка окупација, туку и да ја почнат конечната борба која преку Социјалистичката република на крај заврши со денешната независна и суверена Македонија. Реков може би единственото успешно востание, затоа што сите знаеме дека претходните востанија, уште и пред Илинден, беа угушени од разните окупатори. А може би грешам кога велам успешно, затоа што како и Крушевската република, која траела 2 недели, социјалистичката 40-ти години и оваа денешна република Македонија, којато обстојува 30-ти години, е под закана да ја снема. Прво не е веќе република Македонија, туку е северна. Не е држава на македонскиот народ и малцинствата, туку држава на Македонија и делови од други народи. А во моментов на удар ни се знаеме јазикот, историјата и постоењето на нацијата. Може би сега заканата врз Македонија дури поголема од минатото, пред се затоа што модерните окупатори денеска не користат пушки и бомби, туку зборови и дипломатија. Да, многу добро знаете на кого мислам, на бугарите. А најтешко е да си бугарин на 11 октомври. Зошто? Затоа што според нивната пропаганда треба да веруваш дека бугарите кренале во стание против бугарите, кои всушност биле дојдени тука да ја ослободат оваа територија од бугарите што живееле на ова подрече. И откако победиле и ја ослободиле целата територија и ја исчистиле од некои си невидливи фашисти, одеднаш преку ноќ истите бугари кои го кренале востанието седнале на заседание на АСНУМ и тогаш создале вештачка творевина наречена македонска нација, која ќе се отцепи од својата матична земја Бугарија и ќе се нарече Македонија. Смешно е, нели? Го гледате ли апсурдот на бугарската пропаганда? Иако сите знаеме колку комично и нелогично е сето ова, со години назад, прво СДСМ и ДУИ, а сега нели по фамозниот протокол, тоа може да го очекуваме да го прават и некои земји од Европа. По инсистирањето бугарите да влезат во уставот. Упорно ќе не убедуваат дека тоа е така и дека треба сега да подклекнеме под бугарскиот притисок. Да ги ставиме ни во уставот и да почнеме да ги спроведуваме оние самоубиствени протоколи во кои се фалсификува историјата, се негира јазикот и постоењето на македонската нација. Значи, ова не е битка со оружје на бојни полиња, како тие партизанските или комитските, но е уште една сериозна, важна битка што ние мораме да ја добиеме и така да се осигураме дека никој никогаш да не може да ги користи македонските идентитетски прашања за своји или нечи туги цели. За сега толку на оваа тема, подоцна ќе се навратиме повторно на неа, затоа што сега треба да се зафатиме со работа. Белорускиот конзул Марковски уапсен заедно со уште 7 поранешни директори и вработени во РЕК Битола поради местење тендер од околу 1,7 милиони евра. Според кривичната пријава на финансиска полиција, поранешните директори и раководители во РЕК Битола ги штелувале условите за да може Марковски компани да ги добие парите. Неофицијално кривичните дела се сторени при јавна набавка која ја добила Марковски компани за демонтажа, транспорт и монтажа на опрема од ТЕЦ Осломеј во РЕК Битола. Тие ја донеле опремата до Битола, но според извори од истрагата никогаш не ја монтирале, а притоа се погрижиле се да покријат со соодветна техничка документација. Целата постапка се одвивала кон крајот на 2023 и почеток на 2024 година. Осомничените се товарат за злоупотреба на службената положба и злоупотреба на постапката за јавен повик.
При дефинирањето на условите за јавната набавка, тие ги повредиле начелата на сразмерност и конкурентност и овозможиле на една фирма, односно на осомниченото правно лице да се јави како единствен понудувач и да склучи договор за јавната набавка, односно да се стекне со противправна имотна корист од големи размери. Освен собственик на компанијата која го добила спорниот тендер, Борче Марковски е и почесен конзул на Белорусија. Тој за време на претходната власт редовно добиваше тендери за ископ на јаловина во рудниците во рек Битола. Од позиција на тогашна опозиција, ВМРО ДПМН е предупредуваше дека Асаф Есеин, израелскиот гуру за пиар стратегиите на СДСМ, джебовите ги полнел токму од милионските тендери на рек Битола, што со години ги добивал Борче Марковски и неговата Марковски компани. Според Централниот регистар, Марковски компани е основана во 2002 година со седиште во Битола и дејност насочена кон нискоградба и изградба на патишта и ископи. Регистрирана за изградба на патишта и ископи. Какви црни патишта? Значи, омилената фирма на минатата власт, компанијата Марковски, која во период од само 2 години заработила преку државата над 200 милиони евра, сега осомничена дека тендерите кои ги добивала да ти биле наместени. Како да не знаевме. Финансиската полиција го уапси сопственикот Борче Марковски затоа што се товари дека го има оштетено буџетот на државата во овој случај за околу 1,2 милиони евра. И тоа реков само еден случај. Господ знае уште колку вакви има. Луѓе истава Марковски компани за 5 години имала склучена вкупно 77 договори за јавни набавки во вредност од 151 милион евра, од кои дури 66 биле склучени со државното предпријатие АД Електрани во вредност од 141 милион евра, односно 93% од вкупната вредност на сите тендери. Кој знае колку од тие пари биле украдени. Затоа сметам дека овој случај е најдобриот опис за начинот на кој функционираше минатата власт, но и начинот на кој сега нивните кандидати за градоначалници ја бараат вашата доверба на изборите. Под плаштот или фразата изградба на патишта, чисти улишти, депонии, само сакаат да се дограбаат до било каква власт за да си ги делат тендерите и целосно да ви го испразнат джебот. И тоа што е најстрашно и што и покрај тоа што ВМРО ДПМН, но и медиумите уште на времето објавува цели серијали за злоупотребите од страна на оваа кампања, а еве сега и официјално има и докази и сомнежи за конкретен криминал. Двајцата главни актери првично, како што видовме, не завршија во затвор, туку добија само домашен притвор. И покрај доказите, и покрај тоа што постои опасност да се влијае врз сведоци, па дури и да се избега надвор од државата, како што му ја здува оној Ковачевски, судот во Битола на почетокот сметаше дека е доволно овие осомничени криминалци да се седат дома. Но како и секогаш во оваа држава, мораше посилниот притисок на јавноста, Марковски сепак конечно на крај да заврши зад решетки. Слично како случајот со газдата на Пуцко Петрол Јаховски, ако памтите. Тоа е тоа судство што уште на времето Заев го отвори како пупка, нели? За криминал од над 1 милион евра куќен притвор, а за многу помали дела луѓе скапуваа по притвори. Да не се навраќам на примерите со Гордана Јанкуловска, која за набавка на еден Мерцедес скапа по притвори и затвори, или еден Милијана Киевски кој со штаки го шета од чутка до дома, а уште помалку за луѓето 27 април, кој ден денеска немаат видено сонце. Тоа е тоа судство, кој е последниот бастион на кој се подпираат СДСМ и ДУИ. Не знам колку пати досега имам кажано. Не може полицијата толку да уапси колку што судот може да ослободи. Море знам јас кој е виновен. Тошковски. Ајде да бараме оставка од Тошковски. Колку и да звучи ова лудо или смешно, така е. Не приметувате дека за се што ќе се случи, прво што прави СДСМ излегува на пресконференција и бара оставка од Тошковски. Најлуд пример за тоа е случајот со обидот за убиство на носителот на листата на ДУИ во општина Липково, пулмологот Зекирија Шехини. Среде бел ден, додека Шехини си поминувал со возилото по улица, маскиран напаѓач му приоѓа и испукува неколку куршуми, со што го погодува докторот неколку пати. По пукањето маскираниот напаѓач бега, а Шехини е итно однесен во болница. За среќа, човекот преживува и сега се опоравува од прострелните рани. Шок, неверување, нападнате кандидат на ДУИ, Македонија на работна војна. Уште не беше ни довршен увидот на полицијата, а ДУИ остро го осуди овој случај, како што велат варварски чин на насилство. И побара од Министерството за внатрешни работи и обвинителството веднаш да реагираат. Па дури упатија апел кон нивните поддржувачи, симпатизери и граѓани воопшто да останат смирени, да не подлегнувале на провокации и да ја покажале зрелоста, што од секогаш го карактеризирало нивното движење.
СДСМ отидоа чекор понатаму. Обвинија дека вооружените инциденти покажувале распад на безбедносниот систем. Ова пукање во Куманово бил најсериозниот инцидент во пресрет на локалните избори, кој внесувал сериозна загриженост за јавниот ред и мир и безбедноста на граѓаните. Нормално, одма побара оставка од Тошковски. И што се случи на крај? По само еден ден, полицијата подитно го разреси случајот и ја уапси сопругата на Шахини. Се сомничи дека таа стои зад обидот за убиство, а дека револверашот што пукал е веројатно во некаква врска со неа. Значи, од распад на безбедносен систем и опасност за меѓуетнички конфликт, се седе на тоа дека една жена пробала да се го убие мажот. Па тој кутриот, докторот мораше да излезе и да ја правда жена му, да не испадне ептен срам, како теленовела. И сега замислете, за сето ова, двете најголеми опозицијски партии, СДСМ и ДУИ, прстот го вперија во Тошковски. Оставка, оставка. Само тоа знаат да кажат. Тоа е таа црна кампања што ја водат во отсуство на било каква идеја или било каков проект во пресрет на изборите. Не знам колку пати сум рекол досега, јаваат на секоја несреќа, на секоја трагедија, само за да пробаат да заработат некој политички поен. И кога некој ќе ги нарече некрофили, се лутат. И да е само тоа. Веројатно Тошковски навистина им е како трн во око. Вознемирени се. Всушност извадени се од памет од фактот што институциите конечно функционираат и дека правдата веќе почна да им тропа на вратата. Им смета што се гонатите типови како Марковски. Им смета што се откриваат милионските криминали, кривичните поставки против некои суди, обвинители и поранешни директори. Им смета растурањето на 14 криминални банди, апсење на членови на вистински терористички кели. Или им смета се што оди во правец на расчистување на хаосот што го ставија по нивното 7-годишно владење. Ужас и живување на стари луѓе, спиеле во ист кревет по двајца, ги малтретирале и тепале, им давале храна со изминат рок и лекови на своја рака. Приказна како од хорор филм во 2 старечки дома во Скопје. Во акцијата на полицијата и основното јавно обвинителство е разоткриен суров и деградирачки третман на стари згрижени луѓе кои биле сместени во дом. Осомничени за нехумана грижа се 2 собственички на иста приватна установа, која е на 2 локации и добија мерка притвор по наредба на обвинителството. Утврдено е дека двете осомничени, како лица што постапуваат во службено својство, вршеле физичко и психичко насилство со цел да им нанесат физичка и душевна болка, односно страдање на корисниците и ги изложувале на сурово, нечовечко и понижувачко однесување. По наредба на јавен обвинител на сите згрижени стари луѓе им е извршен лекарски преглед и анализи од страна на стручни лица од Институтот за судска медицина. Во домот во Бутал биле сместени 27 корисници наместо дозволените 21, а во домот во Центар биле сместени 33 корисници наместо дозволените 17. Утврдено е дека осомничените вршеле физичко и психичко насилство и ги изложувале корисниците на сурово, нечовечко и понижувачко однесување. За услугата која не ги исполнувала стандардите, од семејствата на корисниците се наплаќал значителен износ. Двата објекти месечно остварувале вкупна имотна корист од 36.000 евра. Истрагата покажала дека двата старечки дома од 2022 година до денес не ја вршеле дејноста во рамки на издадените дозволи. Сместувале корисници над дозволениот капацитет, неуредно ја воделе пропишаната евиденција за корисници на социјална услуга, не поседувале досие со стручна документација за сите корисници, немале вработено соодветен број стручни кадри во смена, а и имале работници без соодветна документација за вработување, како што налагале правилата од Министерството за социјална политика. Што не бараат оставка и за ова од Тошковски. Ужас, луѓе. Замислете, сте истерале цел живот, сте работеле до пензија, сте плаќале пензијско и здравствено осигурување, сте одгледале семејство, деца и сега на стари години, кога сте целосно немојкни, некои си идиоти, за да ги украдат парите, си живуваат со вас. И тоа не правиме муабет за државни институции, туку за приватни домови за кои семејствата плаќаат дебели пари. И не се само старите луѓе. Еве неделава разбравме дека 3 градинки и едно училиште во земјава добиле казни поради несоодветно чување на храната која се готви за децата, а уништени биле цели 24 килограми храна во градинките и 59 килограми во училиштата.
Инспекторите во септември спровеле контроли во училишните кујни и на територијата на цела држава, односно биле спроведени 91 контрола во градинки, 23 вонредни надзори во училиштата. Значи, милост се нема ни за старо, ни за младо. Овој наш систем е трул до даска. Тоа е таа оставштина што ја наследивме од СДСМ и ДУИ. И ќе бидам искрен, системот во Македонија се распаѓа уште од независноста, па се до денес. Не дека не сме имале проблеми пред тоа, но баш и безлукот, неказнивоста и хаотичниот начин на кој се однесуваше власта од 2017 година, па се до доаѓањето на новата влада, луѓе ги помина сите граници. Дозволија криминалот и корупцијата да навлезе во сите пори на општеството. Ако можат, министри, директори, функционери да крадат милиони и милиони, ако можат Заев и Филипче да шетаат со јахти, да имаат златни визи за Дубај, ако може синовите и внуците на Ахмети да бидат милионери и никој да не биде казнет, зошто тогаш да не може некој си собственик на дом за стари лица да стави некој денар во джеп? Тоа е таа филозофија во која беше заглавена Македонија. И нормално е сега, кога некој се обидува да го растури тој систем, да воведе барем малку ред во државата, да се соочи со отпор од неговите творци. Затоа како папагали гракаат оставка, оставка. Не им преостанува ништо друго. Неколку епизоди поред предувам дека не беше доволно СДСМ и ДУИ да се симнат од власт. Тоа беше најголемата, но не и последната битка. Сега треба да се расчистува со сите оние сили, како сакате наречете ги, центри на моќ или слично, кои можеби не се толку организирани како во некој филм, но сепак се тука. Сили на кои му одговара системот да биде трул. Трул до ниво, некој да си живува стари луѓе, да не внимава каква храна им се дава на децата, да се пука по улиците, на кои му одговара партиите да си вадат очи, македонците и албанците да се гледаат преку нишан, само за да можат тие да опстојат и да продолжат да не цицаат, како што ни стицувале Марковски и компанија. Станува збор за луѓе кои цветаат секогаш кога е на власт СДСМ, а сега и ДУИ, луѓе кои лежат на милиони и милиони евра, на кои му одговара беззаконие, кои живеат од тендерчиња и тендеришта, луѓе кои имаат инсталации секаде, судство, обвинителство, медиуми, невладини, луѓе чии инсталации се толку длабоко вкоренети што се во сите пори на системот. Тоа се луѓе на кои не им одговара владењето на законот. Не им одговара финансовата полиција да ги тресе нивните душеци во потрага на украдените милиони. Не им одговара полицијата да проверува како се однесуваат кон старите луѓе. Не им одговара агенцијата за храна да прави инспекции по училишта и градини. Или едноставно, не им одговара Македонија да напредува. Тоа се луѓето кои се плашат од тоа еден ден оваа држава да станете дури и членка на Европската унија. Таква Македонија им смета. Таква Македонија им представува пречка за мелење пари и исцицување на милиони и милиони од државниот буџет. Не мора да ги именувам. Самите направите анализа и ќе видите кои се. И сега дел од тие луѓе бараат во недела да излезете на гласачките места и повторно да гласате за нив. Да, можеби не функционираат како организирана структура, но сосема добро се разбираат едни со други, а нивните поданици во безбедносниот сектор, судство, обвинителство, не треба да добиваат наредби, сами знаат што треба да се прави. Нели, на судот во Битола никој не му кажа дека за милионскиот криминал за кој осомничената личност има значителен имот во странство или кој е конзул на странска држава и може да избега, е доволно само да му се даде куќен притвор. Тоа сами знаат. Токму овие структури сега се во паника. Токму овие структури грекаат оставка, оставка. Грекаат затоа што им стана јасно дека нема веќе како досега. И затоа сега со сите сили се обидуваат да ги вратат ДУИ и СДСМ на власт. Проблемот е што обично затоа и не имаат поддршка од странство, посебно од САД и ЕУ. Затоа веруваат дека ветуваат секакви отстапки од Македонија, под услов да им се замижи за нивниот криминал, за да на крајот не лежат. Ама сум рекол, во Америка и Европа дуваат различни ветришта. И затоа джабе се нудат како млади невести со некакви се резолуции во кои бараат и ветуваат нови отстапки од Македонија. Демек оваа власт не попушта за Бугарија, помогнете ни нам да се вратиме, па после ќе исполниме се што барате од нас. Не бугари, ако сакате и марсовци ќе ставиме во уставот. Додуше, има и такви како председателката на Европската комисија фон дер Лајен, која случајно во среда, на само 4 дена пред изборите, ќе ни дојде во посета. Да не подсети, предпоставувам, дека мора да ги направиме уставните измени. Да не побаре и резолуцијата на СДСМ да усвоиме, што мислите? Ама реков джабе име, таа приказна не поминува. И затоа сега целосно се подпираат на бастионот што им остана, судството и обвинителството. Во него се крстат. И сосема се согласувам со премиерот кој најави дека по изборите следи целосен ремонт.
Време е да ги скршиме ланците на неправдата и конечно да изградиме држава на правда, слобода и држава која што ќе се грижи за секого. Судството мора да биде непристрасно и непокорливо. Судии кои судат според закон, а не според партиски влијанија. Институции кои штитат, а не молчат. Процедури кои враќаат доверба, а не создаваат сомнеш. Правдата не смее да биде привилегија на малкумина, туку право на секој граѓанин, брза, достапна и ефикасна. Слободата не е само збор во Уставот, туку начин на живот, слобода на мислење, слобода на говор, слобода од страф и притисок. СДСМ ја претвори државата во свој приватен имот, партиски, бизнис и мафијашки систем кој ги гуши институциите, ја кочи правдата и го понижува народот. Со години веќе зборувам дека на Македонија е потребен целосен рестарт на системот. Дури буквално имам кажано како. Исто како кога ќе би се закочи компјутерот, од што некој отварал, затварал програми, се заборавил што се прави, се наполнил со разни вируси, на крајот не би преостанува ништо друго освен да го рестартирате цел. Така веројатно и со Македонија. Тоа е единствениот лек што може да не опорави после оние 7 години владење на СДСМ и ДУИ. И тоа не само рестарт на судство и обвинителство, туку на целиот систем, од градинки до домови за стари лица. И нема да биде лесно, верувајте. Тој систем и неговите создавачи ќе се бранат со сите средства. Па погледнете после се што се случува во судството, на кој начин реагира опозицијата. Замислете, после сите овие судско-обвинителски скандали, наместо и Филипче да бара целосен ремонт, тој обвинува дека власта сакала да ги смени судиите само за да постави свој. Таа реторика знаете зашто? Затоа што сака да покаже демек сите се исти. Демек џабе се ветуваат реформи, кога и оваа власт е иста како и они, и дека тоа ќе го направат, пак ќе стават своји суди. Тоа е далеко од вистината. Но еве нека биде така. Што е решението? Да останат овие исти бе? Оние кои очигледно се обични партиски измеќари кои кога дојдоа на функција, наместо да заборават на партиските привилегии и оние кои што ги предложиле, тие го прават токму спротивното. Стануваат уште поверни слуги на тие кои ги поставиле. Мал пример ли е случајот со Марковски или па Јаховски, или дури и пресудите за убиецот на Фросина, дури и Вања. Да имавме судство како што треба, монструмот Палчу што одамна ќе беше зад решетки. Ама токму нели неговите политичко-безбедносно судски спреги го ставаа на слобода. Токму и за тоа сега служат сите тие суди и обвинители, да бидат штит за сите криминали што ги имаат направено СДСМ и ДУИ. Зарем има некој во оваа држава што не мисли дека нема дно што нашево судство не може да го пробие? И покрај тоа што не постои домашна, па и странска институција, која не излегла со страшни критики, нашиве суди и обвинители со честни исклучоци, како да не име гајле, сите раат по старо. Па еве, да го земеме реков примерот со куќниот притвор на Марковски. Рака на срце, Македонија од независноста па до денес има проблем со делење правда. Но ова што се случуваше во овие 7 години на СДСМ и ДУИ, односно за време на нивното владење, ги помина сите граници. Пријатели, роднини, партиски послушници, некомпетентност, уцени, подкупи. Во суштина, на ова се сведе кадарот кој нели треба да дели правда. Затоа таму веќе не се знае кој пие, кој плаќа. На човек да му е страв да отиде на суд да побара правда, затоа што таму ќе добие се само неправично судење. Единствени кои се задоволни од оваа ситуација се криминалците, нели? Така што мислам дека преку овие избори, кои ако се локални, граѓаните треба да покажат поддршка за владата во оваа тешка и жестока битка со инсталациите на СДСМ и ДУИ во правосудството. Тешка битка затоа што станува збор за жилави инсталации кои нема лесно да се предадат. Без независно судство, без владење на право, од Македонија никогаш нема да биде вистинска држава. Не знам колку пати сум рекол, па еве ќе повторам. Џабе ќе биде и име што дадовме. Џабе ќе биде и сети бугари во устав да ставиме, затоа што без независно судство никаде нема да мрднеме. И токму затоа на овие избори не се обични избори. И ако можете да приметите во моментов како да се одвиваат две кампањи. Едната која водат кандидатите за градоначалници и носителите на листи, која главно се занимава со локални проблеми кои се идентификувани од граѓаните. Понуда на локални решенија и проекти. А над тоа имаме уште една кампања што ја водат лидерите и центрите за комуникации, која е на некој вид пинг-понг комуникација меѓу партиите. Во македонскиот блок тоа е истакнато, но кај албанскиот тоа доживува експлозија. Така што граѓаните кога имаат впечаток дека ние имаме парламентарни, а не локални избори.
Некои од нив се бунат што наместо да се зборуваат за зеленило, за урбано живење, дивоградби, еве за паркинзи, политичарите зборуваат за прашања кои што се однесуваат на централната власт, кои што треба да се говорат во кампања за парламентарни избори, а не за локални. Но луѓе, тоа не е никакво изненадување. Уште пред да почне официјалната кампања, опозицијата во недостиг на идеи, човечки потенцијал за кандидати, недоверба од граѓаните во нивните ветувања, наметна една црна кампања на која власта сакала нејкела мораше да одговори. Зарем мал пример е потегот што среде избори одеднаш на СДСМ му текнало да поднесува резолуција за некакви си црвени линии во однос на Бугарија? Куфирчиња со пари од Бугарија за продажба на националните интереси. Мицковски со сериозни тврдења дека Заев зел пари од поранешен бугарски премиер. Од Струмица упати директна порака дека сите ќе одговараат, а времето на примање пари во куферче за да се испорачуваат компромиси на грбот на народот заврши. Ке ви се скинат и кофирчињата пари што ги добивате од кај нашиот источен сосед, а ниту зградите и визите од Дубај имаат среќа. Сакам да испратам една порака до сите нив. Тоа што 15 месеци се уште не стигнала правдата до вас. Тоа што овие 15 месеци секој ден, час во денот и недела го минувам во обнова на темелите на државата кои што ги рушевте, но не успеавте. Не значи дека заборавив. И јас ви ветувам дека правдата ќе ве стигне. По обвинувањето од Мицковски со објава на Фејсбук реагираше Заев, тој ги отфрла тврдењата и го обвинува премиерот дека клевети. Најостро и категорично ги отфрлам лагите и клеветењата од Мицковски за наводни куфирчиња со пари од поранешен премиер од Бугарија, како невистини, како очаен обид на неспособниот премиер да го пренасочи вниманието на јавноста од неговите неуспеси кон неговите измислици. А кога сме веќе кај куферите, видовме во снимките што сами си ги пуштија во јавност дека експерти за куфери со пари се токму неговите поддржувачи и финансиери. Инаку од ВМРО ДПМН претходно тврдеа дека Бојко Борисов своевремено сам кажал дека лично е помогнал опцијата на Зоран Заев да дојде на власт. Кога станува збор за примање пари од страна на Зоран Заев, јавноста беше сведок и во минатото. Пред речиси една деценија се појави видео на кое што се гледа и слуша како Заев ги користи зборовите 1 евро за вицето, 1 за црквата. Подоцна во судскиот случај именуван подкуп, бизнисменот Иван Николов Сачевалиев сведочеше дека во 2013 година кога Заев беше градоначалник на Струмица, од него било побарано да даде подкуп. Ете, Заев се јави, на вистина се јави. Искрено, не знам дали имало или немало куферчиња, но тоа што сигурно знам е колкава е цената што ја плати Македонија од 2017 година до денес. И верувајте, таа не ја собира во куферчиња. Ај малку да се подсетиме колку не чинеше владењето на Заев и неговиот другар Филипчек како министер. Преку соевиден пуч, нели ВМРО победи на избори, ама СДСМ правеше влада со ДУИ во 2017 година. Заев веднаш почна преговори со Грција за името. Паралелно уште во август истата година седна со брат Бојко Борисов и стави подпис на договорот за добрососедство. Тогаш јавно Бугарија си молчеше, а ние како јавност не можевме да насетиме што не чека. Ние како јавност не знаевме, ама другарот Заев знаел. Новите генерации не ја знаат целата оваа реалност која што треба да не сплотува. Гоце Делчев е револуционери на бугарите и на македонците, порача премиерот Зоран Заев, додека Бугарија не оценува да ги прифатиме нивните условувања. Премиерот во интервју за БГ звели дека македонскиот национален херој Делчев, кој се борел за слободна и независна македонска држава, бил и македонец, но и бугарин. На територија на регионална Македонија. Навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Според Заев, бугарскиот фашистички окупатор против кој се бореле борците од НОВ не бил фашист, туку администратор во Македонија. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Имало некој пат некоја администрација
во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот, се бори за слободата, за демократијата. Македонската историја според Заев е заедничка со Бугарија, потенцирајќи дека она што најмногу не спојува со бугарите е токму јазикот на кој говориме. Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. И таа историја, од неа се создале и македонскиот и болгарскиот народ, и македонскиот јазик и болгарскиот народ. Може би нешто превагнува да биде повеќе македонско. Некаде превагнува да биде повеќе бугарско. Ама ако бидеме паметни, ќе го ставиме да биде заедничко. Заев во интервјуто за БГНЕС го правдаше и председателот на Македонија Стево Пендаровски за изјавата дека Бугарија нема излезен од политиките на Тодор Живков. Вели шефот на државата не бил доволно искусен политичар како што е тој и не го мислел тоа што го кажал. Видовте, многу убаво знаел. А знаел токму поради членот 12 од тој договор кој ги предвидува оние протоколи кои се всушност јамката околу вратот на Македонија сега. Чекале прво да го продаде името на грците, па потоа да ни се истопорат бугарите со нивните уцени и вето. Нели дури отпосле разбравме дека Борисов, како што и самиот се пофали, дури бил ја леснувач во преспанската капитулација. Значи, рече си неполна година по договорот со Борисов, владата на Заев, во која патем Филипче е министер, ја подпишува капитулацијата наречена Преспански договор. Македонија е во шок, но кој да крене глас или излезе на улица, кога пред тоа теренот беше подготвен со тоа што за настаните од 27. април над 30 луѓе беа осудени за тероризам само затоа што го бранеа уставот. Пораката беше, излезе ли некој да се буни, летак како терорист во затвор. Но не можеа да избегаат од потребата за референдум, ама џабе ни беше. Иако референдумот им пропадна, тие насила во собрание, знаеме на кој начин ги изгласа уставните измени, ни го сменија личниот опис. И за надвор, но и за подома. Се за некакви советувања за Европската Унија. И како што Грција почна да ја крева рампата, така брат Борисов почна да ја спушта бугарската. Владата на Заев става подписи на двата протоколи, со кои се откажуваме од Самуел, Свети Кирил и Методи, Гоце Делчев и така натаму. И како да не ја научија лекцијата од пред тоа, се појавува францускиот предлог, со кој спротивно на волјата на македонците ветуваме ставање на бугарите во уставот и прифаќаме бугарските уцени сега да станат дел од преговарачката рамка. За среќа тука изгубија сила. Толку заглавија во криминал и корупција, од кои ни свети Европска Унија не можеше да ги брани и конечно на избори македонскиот народ ги избрка од владата. И сега, година и пол после сето ова, практично истите тие луѓе, предводени од истиот тој Филипче, кој нели преку лето плови на луксузна јахта со другар Заев по Халкидики, бара од вас да гласате за нивните кандидати за градоначалници. И многумина ќе се прашаат, па што и побогу има врска ова со дупките по улиците и чистењето ѓубре? Има. Затоа што СДСМ и ДОИ не ги интересира луѓе локалната власт. Тие не се заинтересирани да ги пополнат дупките, да ги асфалтираат улиците или да го соберат ѓубрето. Нив ги интересира само да добијат некое место повеќе, за да може да тврда дека власта е делегитимирана и дека треба да се оди на предвремени парламентарни избори напролет. Па еве и самиот Османи тоа го признава. Додуше неговата изјава дека сигурно напролет ќе има избори е малку и тешење на сопственото членство дека ете има шанси да се вратат на власт и да продолжат со вработувањата и тендерчињата. И тоа не дека некој мисли дека СДСМ би можел да победи. Туку се крстат во дуи дека ќе може да го повторат сценариото од 2017 година. И повторно исто. Ќе распродадат тоа што малку остана на бугарите, а они ќе си ги задржат милионите и плюс може да соберат уште толку. Така што, како што реков, не знам дали имало куферчиња или не. Ама знам дека Заев и Филипче имаат бизниси во Бугарија и дека нивното враќање на власт може да не чини прескапо. За среќа македонскиот народ, но и албанците ова веќе го знаат. Затоа на овие избори никој воопшто не се поставува прашањето дали ВМРО ќе победи. Туку останува да видиме за колку. И тука мислам дека е време да ја завршиме оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за 2 недели. Нели избори има следната, значи се гледаме за 2 недели. Во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.